Почитувани гледачи, денеска имаме една убава и ретка можност да разговараме со професор доктор Васил Дрвошанов, писател, лингвист и научен работник. Чест ни е што е Дрвошанов денеска во нашево студио и во оваа наша емисија во потрага по вистинскиот збор. И навистина сакаме со Дрвошанов денеска да проговориме за повеќе теми. Ама, како и секоја емисија, така и ова наша емисија има свој почеток. А каде би бил почетокот во разговорот со Дрвошанов, ако не во неговото, односно за неговото родно Моноспитово? Василе, ќе сакате ли за гледачите најпрви да се навратите малку на Моноспитово, на вашето детство, на вашите родители, на вашите први учители, на сите оние кои што има одредено влијание и ви помогна да ја засакате книгата, читањето и се разбира љубовта кон пишувањето. Па, повелете. Почестен сум што сум гостин во ова емисија. Како што споменавте вие, иако ние не навраќаме во родното место, тоа ни доаѓа во сонот. Секако дека јас се присетувам на моите почетоци во Моноспитово, каде што завршив основно образование, и на првите учители кои не описменија и ни дадоа патоказ во животот, не само во училиштето, туку и во животот. На некој начин, преку основното училиште, ја засакав книгата и тоа беше мојата водителка во животот до која што стигнав сега. Инаку, во време јас кога бев ученик, немаше некоја поделба на учениците, сите дружевме меѓу себе и немаше некој надпревар, бидејќи сите потекнува од иста средина, сите се знаевме меѓу себе, а дури со повеќето од нив во одделението бевме и роднини. Така што имаше една голема сплотеност и мојата генерација училиштето го примаше како забава, а не како обврска. И на тој начин ние секој од нас запрво тргна по својот пат. Јас се определив да продолжам во Струмица, каде што завршив гимназија и да се да речам дека бев класичен гимназијалец, меѓутоа се определив за хуманитарниот смер, за јазичниот смер, каде што го завршив со одличен успех и задоволен сум што основното образование и истакнатото образование во гимназијата ми дадоа јасен патоказ дека треба да продолжам на филолошкиот факултет во Скопје. Но да споменам дека меѓу драгите наставници што ги имав, ќе го изделам името на Ѓорѓе Галев, кој ни предаваше македонски јазик и кој на некој начин ја зароди љубовта кон литературата, на што му должам премногу, и на некој начин се констатира дека не сум го погрешил патот што сум го избрал. А во гимназијата имаше и други, мислам, освено основното училиште, имаше во гимназијата вредни професори, иако не беа од мојата посредствена специјално сега. Еден од нив беше и Никола Ѓорѓиев, кој беше професор по историја, меѓутоа него ќе го паметам по човечноста и по изворедниот човечки карактер, а исто така ќе спомена и професорката по математика, порано Марија Трајкова, а сега Марија Смилкова. Нив ги споменува бидејќи на некој начин не правеа поделба меѓу учениците, туку го бараа знаењето што беше потребно да се презентира по нивите предмети и јас сум задоволен што наоѓаа во нас учениците сила да го поттегнат тоа знаење што требаше да го стекнеме во текот на гимназијското образование. Задоволен сум што го одбрав тој пат и благодарам на сите наставници, на сите учители и се разбира најмногу на овие тројца што ми дадоа така една поддршка во животот да продолжам со своето образование. Васил Дрвошанов, многу убаво почнавме.
со овој разговор, со ова навраќање и ова подсетување на вашето родно место Моноспитово. Како што кажавте и самите, потоа го продолжувате своето образование во Струмица и доаѓате во Скопје. И јас би сакал сега малку да се задржиме токму на тој студентски период, кога вие студирате на филолошкиот факултет, па да ми кажете зошто се определивте токму за филолошкиот факултет и кои беа ваши овде во Скопје на филолошкиот факултет омилени професори, јас би рекол звезди водилки, кои, како што рековте пред малку, кога веќе го избравте тој пат, кои што ве водеа по тој пат. Па ајде малку сега да се префрлиме на тој период студентски, тие ваши контакти со универзитетските професори во Скопје, бидејќи подоцна ќе го кажеме тоа, и вие подоцна станавте редовен универзитетски професор и сигурно се многу битни тие совети, тие искуства, тие поуки што ги понесовте од вашите претходници, од вашите професори на филолошкиот факултет во Скопје. Па, повелете. Благодарам за ово прашање. Воопшто не беше случаен изборот на филолошкиот факултет. Порано се викаше филозофски, па во меѓувреме се подели филозофскиот на филолошки и филозофски, а сега филолошкиот факултет го носи името на брилјантниот македонски ум Блаже Коневски. Велам, не беше случајна воопшто определбата за филолошкиот факултет, бидејќи иако бев класичен ученик и во основното училиште и во гимназијата, сепак притежнуваше определбата кон македонскиот јазик и кон македонска книжевност и без дилеми се определив да студирам на катедрата на групата за историја на книжевностите на народите на Социјалистичка федеративна република Југославија со македонски јазик. Тогаш така се викаше. Да. И нескромен сум, меѓутоа успешно ја завршив тој студиум. Може и нескромен, меѓутоа факт е дека сите испити ги полагав од прва и со високи оценки. Браво. Така што тоа ми овозможи подоцна да се запишам на подипломски студиум. На почетокот љубовта беше повеќе кон книжевноста, но во текот на студирањето пројавив интерес повеќе кон македонскиот јазик, кон лингвистиката, што резултираше и една моја определба потоа да се запишам токму не на групата за историја на книжевностите, туку на групата за македонски јазик. Кога станува збор за професорите, мојата генерација, јас сум роден 51-та година, имаше многу стрекна околност, бидејќи во тоа време на филолошкиот факултет имавме брилјантни умови, не сакам професори, да речем, умови. На прво место ќе го споменам професорот Блаже Коневски, ќе ги споменам професор Димитар Митрев, Харлампи Поленаковиќ, Димче Левков, Георги Сталев, Гане Тодоровски, Александар Спасов, од страна на дисциплината што се занимава со книжевност, а од друга страна тука беа и професорите Блаже Коневски, Крум Тошев, Радмила Гринова-Скаловска, Божидар Велевски, Оливер Јашар Настева, Бистрица Миркуловска, Ружа Пановска и така натаму, на некој начин беа во полна зрелост, бидејќи тие беа и големи авторитети за нас. Некои од професорите по книжевност прв пат ние ги среќававме во учебниците, а потоа бевме стрекни што имавме привилегија да ги слушаме неивните предавања изворно и да се вдахнуваме од нивната волја и определба да ја засакаме уште повеќе книжевноста. Јас сум задоволен, многу сум задоволен од тоа што се определив да ја студирам таа дисциплина и отпосле од определбата да продолжам по патот на лингвистите, за да стигнам таму кај што сум сега. Да, токму тоа сакав малку да ве прекинам, односно да продолжиме понатаму. Со моето прашање, вие тоа го загатнавте, го кажавте, дека кога студирав на филолошкиот факултет, најпрвен бев повеќе определен за книжевноста, а подоцна
повеќе се свртев, односно се определив за македонскиот јазик. Моето прашање е, зошто? Што влијаеше на тоа? Како одеднаш се определивте повеќе за јазикот, а не за книжевноста? Многу интересно е, бидејќи и книжевноста и јазикот се поврзани, тие се компатибилни, тие се едно тело, еден организам, споени се, сплотени се, но сепак, што влијаеше сепак на таа ваша лична определба, сепак да се занимавате повеќе, односно не повеќе, туку претежно главно со јазикот, а не со книжевноста? Како да ви речам, тоа кај мене на некој начин како еден лист хартија, ако тој лист хартија го поделиме вертикално, секој ще има две страни. Да. Така кај мене е на некој начин од едната страна е книжевноста, од другата страна е лингвистиката или обратно, прво јазикот, па потоа книжевноста. Сметам дека можеби тоа е во мојата природа. Науката за јазикот ја сметам како поегзактна и нема овде импровизација во јазикот, ништо не е случајно и нема грешки. Так. Се што функционира во јазикот е безпрекорно. Кога има отстапки, тоа се привремени отстапки. На крајот на краиштата забележат дека јазикот, не велам дека книжевноста не е важна, јазикот е еден од важните компоненти на нашиот идентитет. Апсолутно. Јас се препознав на некој начин во таа смисла и сакав на некој начин да се посветам на тоа прашање, бидејќи сакав да го видам тој систем како функционира. А навистина е комплексен тој систем, но нема ништо случајно. Иако јазикот нели бара да се разгледува и на историски, и на современ план, и на повеќе рамништо, на фонолошко, на морфолошко, на зборобразовашко, на лексичко, на семантичко, па дури сега би рекол и на фразеолошко рамниште. Меѓутоа, сето тоа го вградуваат писателите во своите дела. И патем да споменам. Мене ми помага на вистина јазикот, затоа што згоре на тоа, не само што сум лингвист, меѓутоа треба да споменам дека мојата најтесна специјалност е диалектологијата на македонскиот јазик, каде што откривам низа богатства на македонскиот јазик, главно на лексичко-семантичко поле. Ние не сме свесни колку многу богатство кријат македонските народни говори и со право, јас го нарекувам апостол Крстен Мисирков, со право тој во својата библиска книга, за мене е тоа за македонските работи, кажал дека македонскиот јазик или современиот македонски јазик треба да се темели на централните македонски говори во однос нели на изворот на фонолошко-граматичките структури, но исто така треба да се во однос на правописот да се почитува фонетскиот принцип со известни етимолошки отстапки и што е многу важно за сите писатели и за нас сите, дека речникот на македонскиот јазик, на македонскиот стандард јазик треба да се богати од сите македонски говори. Сега, јас тука имам една, можеби еден став, дека треба да внимаваме да ги користиме зборовите, да не кажам лексемите, зборовите, кои имаат македонски корени. Јас се употребувам именската група, некој ќе рече синтагма, македонски наследени зборови. На нив треба да се свртиме и да ги пронаоѓеме, а живеат во сите македонски говори, така што тоа ми е една од главните определби зошто се определив за јазик. Вашата синтагма македонски наследени зборови ми даде поттик, повод, еден убав шлагворд за моево следно прашање, кое што повторно ќе ве врати малку во детството, во младоста, во родниот ваш крај. Имаше ли некој што убаво говореше, што убаво зборуваше во вашето семејство или во вашето родно место Боноспитово или подоцна во Струмица, кој што ви беше еден прототип, еден пример за убаво говорење, за литературен јазик, за таа идна потрага
по убавите, по вистинските зборови, што цел живот се занимавате со тоа. Малку како отклонување во моje прашање, ама на вистина, дали како дете, како момче, почувствувавте тогаш можеби некој ја потреба, јас ќе ги истражувам зборовите, ќе го истражувам македонскиот јазик и јас ќе придонесам на свој начин, тој јазик да биде уште поубав и да ставите едно ваше камче во тој мозаик. Одговорете ми на ова, а подосна следува едно друго прашање во врска повторно со јазикот. Конкретно лице немало. Добро. Меѓутоа, сега ќе ви кажам, од денешен аспект, секој говор има норма, секој говор ние го нарекуваме узус. Секој говор има узус и во секој говор се почитуваат нормите на тој говор. Велам говор, не сакам да кажам дијалект, бидејќи дијалект е група говори. Да. А уште поголема група говори е нарече. И на крајот е јазикот. Или на прво место јазик, нарече, дијалекти па говор. Така. И на крајот тури се сведува дека говорот не е до лице, се вика идиолект. Но, да се врата на прашањето. Во секој крај, во секој круг се почитуваат правилата на тој говор, меѓутоа мене повеќе ме интересирала мудроста да ја откривам преку зборовите. Така. И затоа инсистирам дека нашите луѓе, независно на која возраст се, дали се ученици, дали се студенти, дали се возрастни луѓе, треба да ја бараат мудроста на човештвото во библиотеките. Мене ме загрижува фактот што ние не сме наклонети, немаме, тоа е мој личен став, нека ми просто, дај Боже да грешам, меѓутоа, нашите луѓе немаат изградено позитивен однос кон читањето, а преку читањето е нашиот прозорец кон светот. Ние треба да посетуваме библиотеки, затоа што тамо е собрана сета мудрост на човештвото и да се определиме за нешто што нам ни лежи според нашата природа. Нели, не мора ние да читаме исти дела, ама да читаме секако, треба да читаме затоа што преку читањето ни се откриваат нашите хоризонти, нашите погледи. Споменувам, немаше во моје време во селските средини, сега не знам дали има, дали нема, немаше книги. Ние повеќе бевме свртени кон приказните. Слушавме приказни, тоа нами беше, барем во првите години на нашето детство, многу забавно и тоа не задржува и сме имале изградено внимание кон народните приказни, кон народните песни, да не кажам и кон се што е народно, бидејќи... Се извинувам, Василе, кој ви ги раскажуваше вас приказните? Таткото, дедото, бабата, мајката? Кој беше тој говорителот? Па најмногу баба ми, мајка ми, Так. баба Надежда. Значи таа ве задои со... Па може би индиректно со бајките, со приказните. Да, ама Сите помалку. Бидејќи бевме ние компактно село, не е тоа одразбиен тип, Да. така што ние сме слушале приказни од соседите, Так. но сега ја спомена баба ми Надежда Велкова, таа беше единствено писмена жена во тоа време, бидејќи на времето завршила евангелиско училиште и таа секојаш имаше Библијата кај себе, таа знаеше да чита и знаеше убаво да раскажува. Да. Но пак ќе споменам дека и сега, за жал, во Македонија нема позитивен однос кон читањето. Сега да не ми замерат луѓето, еден период се купуваа книги на метар, Да. не за да ги читаат, туку да го Да бидат во пополнат нивните регали. Просторот на регалот и ги бараа бојата да биде соодветна на регалот. Да. Што не е добро, се разбира. Да. Но мислам дека ние треба да бидеме свесни и денес во светот има многу нови сознанија и дека треба да читаме, а преку читањето да се доближиме до современите текови на животот. Апсолутно сте во право, сосема согласувам со вас во врска и со читањето. Но, само уште малку да проговориме за раскажувањето, за говорењето. Во Македонија секогаш имало добри говорители во тие помали места, каде што, како што рековте, немало библиотеки, немало книги. Ама имало мудри луѓе
кои што го задржувале вниманието на другите околу нив, токму со нивниот говор, со нивните досетки, со нивните и троштини. Не случајно го имаме и Марко Цепенков, не случајно го имаме и Терпејо. Така, во секој крај, па сигурно и во вашиот, токму тој усмен говор, значи говорот на најблиските, пред се на таткото, на мајката, јас велам, тој ненапишан речник на ретки зборови, на топоними, на имиња, всушност е ваша животна преокупација. И токму сега, затоа сакам да ве прашам, вие цел живот се занимавате, како што рековте и самите пред малку, вие сте лингвист и диалектолог со диалектите. Диалектите се едно богатство на еден народ. Па кажете ми, зошто некои упорно и глупаво сакат да кажат дека сме биле ние нечи диалект? Не, ние не сме ничи диалект, ние само имаме наши диалекти и токму вие сте истражувач на тие диалекти и тоа според мене е богатство на македонскиот јазик, што имаме повеќе диалекти. Сега малце може би ќе ги иритираме гледачите на оваа емисија, меѓутоа ќе споменам дека во моите текстови пишувам за лингвисти кои не се етнички македонци, кои работеле за туѓи интереси, меѓутоа тоа што сакале да го кажат е обратно од онаа што е низ примерите. Се случува, например, во определен период да биде грчката пропаганда силна, по бугарската пропаганда, по српската пропаганда и така нато, меѓутоа аргументите се во прилог на тоа дека говорите што ги проучувале, дали биле бугари, дали биле грци, грци не толку, меѓутоа бугарите, србите, примерите ги поништуваат нивните ставови, затоа што самите примери покажуваат дека проучувањето на говорите од страна на српски или на бугарски лингвисти, српски лингвисти до 45 година, бугарите за жал до денешен, зборуваат дека македонски говори не припаѓаат ниту на српскиот, ниту на бугарскиот систем. Македонски говори припаѓаат на македонскиот диалектен систем и тој е компактен, што се разликува и од српскиот и од бугарскиот. Апсолутно. Не случајно, голем број странски лингвисти, многу рано, еве ќе го споменам, рускиот голем научник Самуил Борисович Бернштейн, тој уште пред Втората светска војна кажал дека македонскиот јазик не е ни бугарски, ни српски, туку е одделен словенски јазик. Исто така еден голем англиски лингвист Реджиналд Дебреј, што напишал книгата Водич во словенските јазици, кажал дека македонскиот јазик ја дал писменоста на сите словенски јазици, а е последен на кој што ме признат писмениот јазик за одделен јазик. Значи, јас им изразувам почит и на Самуил Борисович Бернштейн и Реджиналд Дебреј, на голем број лингвисти, да не ги набројам, тие се мнозина, со исклучок на бугарските актуелни лингвисти кои го негираат постојањето на македонскиот јазик, меѓутоа тие сами се залажуваат. Македонскиот јазик постои, тоа е реалност. Не е дијалект тоа на ниеден јазик, туку си е македонскиот јазик е одделен словенски јазик кој се изградил свој систем на вредности што се признати во целиот свет, во целиот лингвистички свет. Апсолутно се согласувам со вас и сметам дека ние треба да бидеме среќни и благодарни што имаме диалекти, што имаме повеќе говорни и јазични наречја, бидејќи сето тоа е богатство. Јас со една епизода само ќе посведочам дека слично е и во странство. При една моја посета во Кина, нас ни се случи, кога отидовме од Пекинг во Шангај, преведувачката ни рече: јас повеќе ве разбирам вас на македонски, отколку што ги разбирам моите сограѓани, односно сожители од Шангај, кои што зборуваат многу поразлично отколку што се зборува во Пекинг. Со ова сакам да кажам, убаво е што поразлично се зборува во Скопје, отколку во Струмица, Прилеп или другите места во нашата држава. Вие
Објавивте повеќе трудови, повеќе дела посветени на македонскиот јазик, а веднаш да кажам, бевте и директор на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Објавивте и книги, изданија, ономастикони, кои што се занимаваат со имињата. Сакам да ве прашам, кој сегмент, кој дел од јазикот, од оваа јазична проблематика, ви беше најинтересен како предизвик, каде најмногу остваривте, постигнавте, направивте, и што е тоа што допрва сакате да го донаправите, да го доистражите, бидејќи како и книжевноста, така и јазикот е една неизорана нива на која, каде и да почнете, никогаш нема докрај да стигнете, никогаш нема вие да ја доорате, да ја изорате, туку секојаш ќе остане нешто и за наредните генерации, за следните поколенија. Дека имаме доволно време да го елаборираме ова прашање, меѓутоа, еве ќе се обидам да кажам што е можно пократко. Мојата прва определба беше да обработам еден говор, за среќа тоа се случи. Јас сум првиот научен истражувач од Република Македонија, сега Република Северна Македонија, кој обработи и одбрани со одличен успех македонски говор што се наоѓа сега во Грција, односно во македонскиот дел под Грција. Тоа е кајларскиот говор. Тоа беше, значи, една ограничена територија со сета комплексност на говорот. Тоа, ете така, за неупатените луѓе, тоа би било граматика на тој говор, како што е граматика на македонскиот јазик или како што е граматика на англискиот јазик. За докторска дисертација се определи да обработам една тематска област, тоа е анатомската лексика или деловите на човечко тело, од етничка Македонија, значи од цевкупна Македонија. Оваа ситуација, нека биде дозволено да речем една ситуација, едно моје видување. Во книгата Република Македонија, што се објави на англиски јазик под редакција на поранешниот директор на македонска телевизија, реков дека македонскиот јазик се зборува не само во Република Македонија, туку и во соседните држави, и ги наброив. Србија, Албанија, Грција и Бугарија, каде што на своја автохтона територија живеат делови од македонска нација. И тоа и се уште го тврдам, иако политиката има други видувања, меѓутоа науката не може да го пренебрегне тој факт. Во рамките на лингвистиката спаѓа и ономастиката, која е дисциплина од областа на јазикот, меѓутоа ми беше предизвик да го обработам ономастиконот, односно личните имења кај македонците и да опфатам околу 3000 лични имења и да ги обработам по семантички групи. Немаше простор во книгата, а инаку за гледача да споменам дека името Димитрија има 300 форми. Не 3, не 30, 300 форми. Дури некои не ги препознава дека тие се од ист корен. Да. Но ги опфатив и имењата кои се актуелни во Македонија, христијанските имења, бидејќи исламските имења подлежат на друга структура и не се опфатени во таа книга. И мислам дека книгата доживеа второ издание, што е нескромно да го кажам, меѓутоа со најголем тираж во Македонија. 100.000 примероци, што е ненормално за наши прилики. Да. Јас имам книги што се 100 примероци. Да. Така што на некој начин и тука сакам да го речам следново. Македонските имења се главно словенски или дојдени преку црковен пат, христијански имења, кои дошле преку еврејскиот, од еврејскиот, преку грчкиот и во македонскиот јазик. И ние, македонците, се ги примаме тие имења како наши. Еве, и вашето име, и моето име се дојде по црковен пат. Да, кога сме кај нашите имења, моето име е Христо, нели е свето име, да речеме, христијанско, меѓутоа и вашето име, Васил,
Инаку да кажам, мојот татко и мојот син исто се викаат Васил, ја им во шега им велев, вашето име е царско име. Така е. На вистина, тоа ваше издание, Ономастиконот, е многу популарно издание и јас веднаш да ви кажам дека јас го користев и го имам дома во мојата библиотека и мислам дека токму преку имињата, преку топонимите и преку тие ретки зборови кои што за жал почнуваме да ги подзабораваме. Ние премногу употребуваме интернационализми. Ние имаме наши македонски зборови. И може би често ни се случува нешто и ни се враќа како бумеранг, за кои што сме виновни самите ние. Ние постојано усвојуваме нови зборови. Ги забораваме старите. И јас кога ќе отидам некогаш во Радовиш, јас сум воодушевен ако тој ден е пазарен и ако таму дојдат жители, јуруци од селата, од Радовишката околија, од Радовишката општина, каде што македонскиот јазик се конзервирал. Значи, останал во она првична форма, го добил оној старински, дури архаичен облик, а ние веќе тие зборови не ги употребуваме. А јуруците се уште сега ги зборуваат толку течно и толку убаво. Па токму тоа сакав да кажам. Се грижиме ли ние доволно за јазикот? Ние имаме премногу фирми, премногу надписи со латиница, премногу странски зборови. И едноставно, што ќе ни се случи? Во светот исчезнуваат јазици. Што ќе ни се случи ако продолжиме со негрижата кон сопствениот, кон македонскиот јазик и кон кириличното писмо? Ние многу малку денеска пишуваме со кирилица, пишуваме поради компјутерите и премногу со латиницата. Ова се сериозни проблеми и верувам и вие како директор на институтот сигурно сте размислували, сте имале проекти токму поврзани со оваа проблематика за која што говорам. И само уште една реченица. Благоја Корубин, кога јас работев во Нова Македонија, имаше редовно јазично катче. И прекрасно беше што тој се обраќаше на јавноста со неговите поуки за јазикот, со неговите совети. Денес го нема тоа јазично катче. Таму, во печатените медиуми, за среќа, има една емисија на телевизија што се занимава со јазикот. Но малку е тоа, ни треба многу повеќе јазични катчиња, многу повеќе поуки, многу повеќе вакви разговори, затоа што, како велеше Блаже Конески, јазикот е нашата татковина. Вие поставивте многу прашања. Да, повеќе прашања во едно. Ќе се пронајдете. Спомнам дека убаво што сте биле на пазар во Радовиш и сте слушнали луѓе како зборуваат, патем. Јуруците не се словенски народ, меѓутоа во својот говор го користат македонскиот јазик и го конзервирале така како што е во тој регион, нели? Добро е што е така и не само тие, и други луѓе што не се етнички македонци го негуваат македонскиот јазик, дури понекогаш поубаво отколку самите родени зборувачи. И го има тоа и во Бугарија, го има тоа и во Грција, го има тоа и во Албанија, го има тоа и во Србија, таму каде што има македонци. Да, но тие што се македонци, тие добро го негуваат македонскиот јазик и не можете да... Па го има и во Австралија, го има и во Канада, го има и во Шведска. Да, јас ќе споменам дека народните говори, македонските народни говори, на некој начин го чуваат, тие се чувани на македонскиот јазик, бидејќи стандарот е еден елемент што ги обединува сите македонци, независно каде се, и се согласувам со ова дека македонските говори се извор, непресушен извор за збогатувањето на македонски стандарден јазик. Спорувате дека се загрозува кирилицата и исто така јас сум на некој начин загрижен затоа што фирмите, надписите. Да, тоа веќе е прашање што треба на поинакво рамнище да се решава, не е само лингвистичко прашање. Да. И јас не сум компетентен да најдам решение во тој поглед. Еве, патем да споменам, имаше за време на моето учество во владата на Бранко Црвенковски 96-98 година, Сдруженијето за грижа на македонскиот јазик го усвоивме законот за употреба на македонскиот јазик во службена јавна комуникација,
оваа година или минатата година Советот за македонски јазик го прочисти тој закон, меѓутоа не е во прашање дали ќе има закон, туку дали тој ќе се спроведува. И на кој начин ќе се спроведува? Тоа е навистина за загрижување. Инаку, не треба грижата за македонскиот јазик да остане само на родителите или само на наставниците, на професорите или на воспитувачите во детските градинки или во основните училишта или во средните училишта, уште помалку на факултетите, туку тоа е севкупна грижа и на поединецот и на сето општество. Апсолутно. Значи, најмногу зависи од самите нас каков однос ќе изградиме кон нашиот јазик. Но, пак, да не биде тоа премногу црна слика, тоа е процес. Тоа е процес. Мене ме загрижува што младите генерации, бидејќи се поради новостите што ги носи технологијата и техниката, не го познаваат кириличното писмо, а уште помалку го познаваат ракописното кирилично писмо. Да. И ги мешаат буквите, што е за загрижување. Да. Но пак ќе споменам, тоа зависи од самите нас, од сите нас како поединци и како општество, како заедница. Сега јас лобам нешто што ми го поставите како прашање. Мојата маленко се обиде да понуди решенија за некои јазични прашања и објави 101 статика во повеќе весници и списанија. Меѓутоа, денес се е приватизирано и од волјата или од стремежот или од слухот, од чувството за јазик на приватните носители на дејноста, дали се Нова Македонија, дали е Вечер, дали е Слободен печат или портали и така натаму. Зависи дали ќе се пушти такво каче или нема се пушти, иако е добро да го има тоа, затоа што секојдневно се соочуваме со низа работи што не се во духот на македонскиот јазик. Не е само тоа збор. Апсолутно. Има и конструкции што воопшто не се соодветни на македонскиот дух. И тоа е уште потешко. Јас само малку на секунда да ве прекинам. Јас веќе гледам дека масовно се вели така да. Нема така да, има така што. Току така. Значи, ни требаат повеќе јазични катчиња, ни требаат повеќе поуки, повеќе совети, како што Благоја Коруби на времето го правеше тоа. Сега Ленче Смилевска тоа го прави. Но и многу други професори, меѓу кои и вие спаѓате, со своите книги, со своите објавени текстови. Да подсетам само, вие бевте заменик министер на Министерството за наука. Говориме и за стручни, за научни работи. Колку науката денеска сериозно се занимава или треба да се занимава со оваа проблематика, со јазикот, со писменоста, бидејќи јазикот е огледало на човекот. Како тој говори, како му течат неговите мисли, ние знаеме за кој човек станува збор, за неговиот интелект, за неговата култура, па и за неговата душа, би рекол дури. Има една народна мудрост, прозбори за да кажам кој си, нели? Да. Убаво е прашањето, меѓутоа пак ќе кажам дали ќе ни дозволи времето да одговориме. Имаме време, слободно. На прашање. Убаво е да има повеќе качења. Сега македонскиот јазик сега многу е раширен, почнувајќи значи од детските градинки до универзитетите во Македонија. Па да им кажеме на децата дали е присуство или е присуство. Доста. Треба да им се укаже. Траги во јазикот останале од сите оние што биле господари во Македонија. Така е. Сега, можеби не се официјално господари во Македонија, меѓутоа во еден период францускиот јазик бил премногу доминантен, во 19-тиот век францускиот јазик бил доминантен, како што сега англискиот. Така. И не можеме ние да се ослободиме. Мојот став е дека ние не треба да бидеме да водиме апсолутна чистота во јазикот. Апсолутно. Ниту пак треба да преведуваме или да калкираме се што е во светот, но додека бев директор на институтот, имавме гости
помеѓу нив беше Бернар Серкинери, генерален секретар за франски јазик во владата на Франција. Замислете сега една Франција, еден експониран светски јазик, има грижа за својот јазик, а Македонија да не води грижа. Тоа е мислам. Не само во Франција, и колониите и слично. Сакам да ве пофалам во овој миг. Неодамна, пред 10 дена, ја објавивте книгата Диалектологот Конески. Убаво е што подсетувате на тој наш голем човек, Блаже Конески, и токму што го обработувате овој диалектолошки аспект. Па кажете нешто накратко за ова ваше издание посветено на Конески и на неговиот диалектолошки ангажман. Благодарам. Мене ми е драго што ми поставувате такво прашање. Со задоволство сакам да зборувам за академикот Конески. Па досега Конески најмногу е познат како граматичар и како писател, и то главно како поет. Бидејќи јас не сум бил најблизок него соработник, но тој мене ми беше професор и на додипломски студии, и на постдипломски студии, дури ми беше председател на Комисијата за одбрана на магистерскиот труд. Има почет и се уште имам почет кон тој, за нас е голем великан во науката за јазикот и во книжевноста. Би рекол дури голем општественик. Мене ме изненади, бидејќи се обидов да го проучувам неговото творештво, ја видов неговата библиографија и забележав дека во текот на 40 години, почнувајќи од 1948 година, заклучно до 1988 година, тој постојано обработува диалектолошки теми. Помеѓу другото и прилепскиот говор, нели? И на повеќе нивоа. И секогаш темелно ги разгледува поставените прашања на некој начин, ставајќи се во одбрана на македонска самобитност. Мене ми е задоволство што, јас се согледав таа димензија и сега тоа е едно ново осветлување на академикот Блаже Конески како диалектолог, бидејќи неговите диалектолошки студии и статии представуваат образец како треба да се разврзуваат лингвистичките јазли во македонскиот јазик. Сакам на почитуваните гледачи да им кажам дека денеска вие дојдовте кај нас со уште неколку други книги, ваши наслови, ваши изданија. Покрај оваа книга Диалектологот Конески, тука и вашата книга Јазичен мозаик, понатаму вашата книга Семе, вашата книга Автори и дела и вашата книга Гласје. Сега сакам да проговориме за вас како за писател, како за книжевник, бидејќи како што сте имале на почетокот таа дилема дали ќе бидете писател и јазичар, вие всушност сте и едното и другото. Вие сте и член на Друштвото на писателите на Македонија, писател со повеќе ваши книги, активен сте и како критичар и есеист, па само едно мало подсетување, добитник сте на повеќе награди и признанија, меѓу кои на престижната награда 13 ноември на град Скопје. Книжевноста е за вас одишка, миг на опуштеност и релаксација, или исто така, ја знам дека е обратно, дека исто така е потреба и еден сериозен ангажман и вие не само да се занимавате со зборовите и со јазикот и со творештвото на другите дејци, туку и самите да бидете творец и самите да оставите ваше лично, автохтоно, оригинално, собствено творештво. И тоа досега можете успешно го правите. Има бројни ваши текстови, поетски, прозни, критички, есеистички. И сакам да ве прашам, дали подготвувате и сега нешто ново, нешто што очекувате наскоро да го објавите, да го публикувате? И што да очекуваме од вас како Васил Дрвошанов, писателот? Споменав дека мојата прва љубов е
литературата или книжевноста. И кога бев ученик во таа средина во која што сум роден, ние не знаевме за вестници, за списанија од областта на книжевноста, туку знаевме само за Народна задруга. И мојата прва песна, уште кога бев ученик, ми објавена токму во Народна задруга. Потоа кога бев ученик од 5 до 8 деленија, почнав да објавувам творби во наш свет. Да. Литературната дејност продолжи во гимназијата, кај што имавме литературна дружина, и секоја година издававме алманах. Таму јас бев застапуван со своји творби во гимназијата, а љубовта кон литературата, кон книжевноста, особено кон поезијата, продолжи на време на студии и продолжува и до ден денешен. Го знаете ли бројот на вашите книги што ги имате објавено? Говорам и стручни, научни, како бројка, и писателски. Па вкупно ова е 39-та книга. Ви честитам и ве замолувам Да. ми одговорите сепак на тоа прашање. Која нова книга сега ја подготвувате или посакувате, очекувате да биде наскоро објавена? Па не наскоро, меѓутоа Добро. имаме една техника. Добро. Прво ги пишувам песните. Добро. Потоа сакам да видам дали тие песни Да. имаат повратна реакција. Има ли наслов тој ракопис? Искри. Искри. Да ги очекуваме искрите да заискрат. Да почнам да објавам циклуси од искри. Да. Се надевам дека ќе И да ве биде. замолам нешто, Да. бидејќи во оваа емисија имаме нешто наше, специфично, оригинално. Гостите да ни остават еден автограм, еден подпис, значи вашето име и презиме, датумов денешен и една мисла ваша, една порака. Бидејќи овие листови подоцна ќе бидат презентирани на една изложба на истакнатите писатели, истакнатите творци, кои што биле учесници во оваа наша емисија, во потрага по вистинскиот збор. Со која боја сакате да си го напишете името? Сина. Ајде со сина напишете си го вашето името. Сега, додека вие пишувате, јас да не молчам, вие слободно пишувајте, гледајте да не сгрешите, затоа што треба и да ме следите што говорам. Сакам да кажам, тука датумот денешен. Денес е многу важна дата. Е. Датумот 21. Напишете 21.9. Денот на раѓањето на Мајка Богородица. Така е. Додека вие пишувате, само уште да кажам, дека Васил Дрвошанов, како што реков и пред малку, не е само лингвист, диалектолог, а овде пораката. Сакате со истата боја? Со истата. Исто, да. Добро. Значи е лингвист, диалектолог, но и писател. Мисла една ваша порака што сакате да ја овековечите. Но Васил Дрвошанов за мене е многу битно, пред се е истражувач, е стручак кој што се занимава со јазикот, со говорот и мислам дека е еден од ретките посветеници, ретките личности кои што тоа го имаат веќе осведочено, докажано, направено и преку своите објави, текстови, преку своите книги. И на крајот, што сакате да им порачате на нашите гледачи, а јас сакам да ви честитам и со рака на се досега што имате направено и постигнато и по вашата порака. Верувам дека ќе оставиме една убава документарна емисија и едно сведоштво. Мојата порака до сите гледачи, до сите почитувачи на себе си е да го сакат македонскиот јазик, бидејќи тоа е наша света работа, света должност, и да им препорачам да ја љубат книгата, да читаат, бидејќи преку читањето ги прошируваат своите лични хоризонти. Ви благодариме и да се гледаме само во вакви убави поводи и среќни мигови. Ви благодарам и вам за учеството во емисијата.